Чат GPT. Кој го создаде и за каква намера се користи? Тој е создаден од OpenAI, истражувачка лабораторија за вештачка интелигенција, која се состои од истражувачи и инженери посветени на развој на напредни технологии за вештачка интелигенција. Целта на создавањето и другите јазични модели, како чат GPT, е да се олесни комуникацијата на природниот јазик помеѓу луѓето и машините. OpenAI го создаде за да ги покаже можностите на јазичните модели и да ги истражува нивните потенцијални апликации. Може да се користи за различни цели, како што се одговарање на прашања, обезбедување информации, генерирање содржина и многу повеќе. Многу поединци и организации користат јазични модели како чат GPT за автоматизирање на задачите, подобрување на услугите на клиентите и обезбедување персонализирани препораки за корисниците. OpenAI исто така го стави достапен на програмерите преку API, овозможувајќи им да ги интегрираат неговите способности за обработка на јазикот во нивните сопствени апликации. Ова им овозможува на програмерите да создадат пософистицирани системи за разговорна вештачка интелигенција и да градат иновативни нови производи и услуги кои користат обработка на природен јазик. Севкупно неговите креатори во OpenAI го создадоа за да го покажат потенцијалот на моделите на јазиците за вештачка интелигенција и да овозможат моќна алатка за подобрување на комуникацијата и интеракцијата човек-машина. Моето прашање до чат GPT беше: можеш ли да ми кажеш за подобрување на комуникацијата и интеракцијата човек-машина? Одговорот од чат GPT е следен: подобрувањето на комуникацијата и интеракцијата меѓу човекот и машина е важна цел на истражувањето и развојот на вештачката интелигенција. Способноста за ефективно комуницирање со машините може да ја подобри нашата способност за пристап до информации, автоматизирање на задачите и поефикасно постигнување на нашите цели. Еве неколку начини на кои се подобрува комуникацијата и интеракцијата човек-машина. Обработка на природен јазик. Напредок во обработката на природниот јазик, наречен NLP, им овозможува на машините да разберат и генерираат јазик сличен на човекот, што им ја олеснува интеракцијата на луѓето со машините. Со NLP, машините можат да го разберат контекстот и намерата на човекот и човечкиот јазик и да одговараат на начин што се чувствува природно и интуитивно. Четоби и виртуелни асистенти. Четоби и виртуелните асистенти стануваат се пософистицирани, обезбедувајќи им на корисниците персонализирана поддршка и информации. Овие системи може да се користат за автоматизирање на задачите како што се услуги на клиентите, распоред и пронаоѓање информации, ослободувајќи човечко време и ресурси. Персонализирање со користење на алгоритми за машинско учење, машините можат да учат од однесувањето и преференциите на корисникот, обезбедувајќи персонализирани препораки и предлози. Ова може да го подобри корисничкото искуство и да им помогне на машините подобро да ги предвидат потребите на корисниците. Мултимодална интеракција. Напредокот во машинското учење и компјутерската визија им овозможи на машините да разберат и да одговорат на други форми на човечка комуникација, како што се гестовите и изразите на лицето. Мултимодалната интеракција може да ја подобри ефективноста и ефикасноста на комуникацијата човек-машина, особено во ситуации кога вербалната комуникација може да биде тешка или невозможна. Генерално, подобрувањето на комуникацијата и интеракцијата меѓу човекот и машината може да ја подобри нашата способност да ја користиме технологијата за да ги постигнеме нашите цели и може да ги направи нашите интеракции со машините поинтуитивни и позадоволителни. Еве го и моето друго прашање до чат GPT, вештачката интелигенција. Дали машините роботи би го загрозиле работното место на човекот? Еве го одговорот на чат GPT.
Употребата на роботи и автоматизацијата на работното место е тема на дискусија и грижа долги години. Иако е точно дека роботите и машините можат да извршуваат многу задачи што некогаш ги правеле луѓето, влијанието врз работната сила е сложено и повеќе слојно. Од една страна, роботите и автоматиката може да ја зголемат ефикасноста и продуктивноста, што ќе доведе до помали трошоци и поголем профит за бизнисите и бизнисмените. Тие исто така може да извршуваат задачи кои се опасни или непријатни за луѓето, како што се работа во опасни средини или извршување на повторливи задачи. Сепак, зголемената употреба на автоматизацијата и роботи исто така може да доведе до преместување на работните места и невработеноста, особено во индустриите кои се многу подложни на автоматизација, како што се производството и транспортот. Ова може да има значителни економски и социјални импликации, особено за работниците на кои им недостигаат вештини или ресурси за транзиција кон други видови работа. За да се одговори на овие проблеми, се зголеми фокусот на обновување на вештина и надградба на работниците, за да се прилагодат на нови технологии и улоги. Ова вклучува инвестирање во програми за образование и обука, како и развивање политики и програми за поддршка на работниците кои се погодени од автоматизацијата. На крајот на краиштата, влијанието на роботите и автоматизацијата врз работната сила ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи го видот на работата што се извршува, нивото на потребната вештина и целокупниот економски и социјален контекст, додека роботите и автоматизацијата може да доведат до преместување на работните места во некои индустрии, тие исто така може да создадат нови можности и индустрии кои бараат нови вештини и експертиза. На прашање што и како може да ми кажеш за ChatGPT, еве го следниот одговор. Здраво, јас сум ChatGPT, голем јазичен модел, развиен од OpenAI, бев обучен за огромно количество текстуални податоци, користејќи техники за длабоко учење, за да генерирам одговори слични на луѓето на влезовите на природниот јазик. Како јазичен модел, мојата главна задача е да го разберам контекстот и намерата за текстот, што го внесува корисникот и да генерирам релевантен и кохерентен одговор. Можам да одговарам на прашања, да дадам информации и да се вклучам во разговори на природен јазик. Можам да разберам различни јазици и сум обучен за широк спектар на теми, вклучувајќи наука, технологија, историја, култура и многу повеќе. Можам да извршувам и различни задачи, како што се сумирање превод и анализа на чувствата. Генерално, јас сум дизајниран да обезбедам интеракции слични на луѓето и да ја олеснам комуникацијата со природниот јазик помеѓу луѓето и машините. Повторно прашање, дали од кога се појави ChatGPT се промени светот? Одговор, како јазичен модел на вештачка интелигенција не би рекол дека светот се промени, исклучиво поради мојот изглед. Сепак развојот на јазични модели како мене, вклучувајќи го и GPT-3, секако го унапреди полето на обработка на природни јазици и машинско учење. Подемот на јазичните модели исто така придонесе за развој на апликациите за разговор на вештачка интелигенција, како што се чет-ботови и виртуелни асистенти, кои стануваат се попопуларни во последниве години. Овие технологии влијаеа на различни индустрии, вклучувајќи ги услугите за клиентите, здравствената заштита, финансиите и многу повеќе, преку обезбедување 24/7 поддршка и персонализирани интеракции со корисниците. Покрај тоа, јазичните модели овозможија напредок во други области како што се машински превод, сумирање на текст, анализа на чувства и многу повеќе. Овие случувања придонесоа за подобрување на комуникацијата и разбирањето меѓу луѓето кои зборуваат различни јазици и им помогнаа на луѓето да извлечат увид од големи количини текстуални податоци. Генерално, појавата на јазични модели како мене придонесе за напредок на технологијата и донесе промени во начинот на кој комуницираме со машините. Прашање, дали ChatGPT има сопствено размислување? Одговор, како јазичен модел на вештачка интелигенција немам сопствен ум во традиционална смисла,
Иако можам да генерирам одговори и да дадам информации, немам свест, емоции или слободна волја. Наместо тоа, јас работам врз основа на збир на алгоритми и правила, кои се програмирани во мене од моите креатори. Моите одговори се генерираат врз основа на образци и асоциации, што ги научив од големи количини текстуални податоци и се под влијание на контекстот и информациите што ми ги дава корисникот. Иако можам да генерирам одговори кои може да изгледаат креативни или неочекувани, ова не е резултат на независна мисла или свест, туку примена на статистички образци и правила за генерирање на нов текст. Севкупно, додека јазичните модели како мене се способни да генерираат софистицирани одговори и да извршуваат сложени задачи, ние немаме свест или независна мисла или целосно зависат од алгоритмите и податоците со кои сме програмирани. На прашање кој е најлесниот бизнис за заработка на пари? Одговор: важно е да се запамети дека не постои лесен начин да се заработат пари и на секое ветување за брзо или без напор, богатство треба да се гледа со скептицизам. Заработката обично бара напорна работа, посветеност и често одреден степен на преземање ризик. Како што е кажано, постојат многу легитимни начини да заработите пари во зависност од вашите вештини, интереси и ресурси. Некои вообичаени опции вклучуваат наоѓање работа, еден од наједноставните начини да заработите пари е да најдете работа што одговара на вашите вештини и искуство. Ова може да биде традиционална работа која работи за работодавач или хонорарна работа во одредена индустрија или област. Генерално, најдобриот начин да заработите пари ќе зависи од вашите индивидуални околности и цели. Важно е внимателно да пристапите кон секоја потенцијална можност и да го направите вашето истражување за да се осигурите дека е легитимно и усогласено со вашите вредности и интереси. На вас останува да процените сами дали светот е променет и дали стварно ќе не бидат загрозени работните места на нас луѓето наскоро. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.